почитувани пријатели, почитувани гости, почитуван градоначелник на општина Струмица, господин Коста Јаневски, сите вие драги луѓе кои што сте вечерва со нас. Навистина сакам да споделам со вас една убава емоција. Ме најави Ѓорги како представник на Сдруженијето, би зборувала од името на сите. Не само членови на Сдруженијето, туку и сите мои сограѓани, заради тоа што Сдруженијето сме сите ние. Сите ние кои што го чуваме и го негуваме ликот и делото на нашиот Иван Василевски, меѓутоа и неговиот аманет да ја чуваме и негуваме поезијата. Моменти како овие вечерва се навистина ретки и неповторливи. Тоа се моменти кога на својот роден град му подаруваме љубов. Љубов изродена од зборот на големиот македонски исполин на Блаже Конески. Ние почитувачите на зборот и негови поклоници сакавме да не го одминеме Конески во годината кога се навршуваат 100 години од неговото раѓање. Сакавме неговата поезија да оддекне и да почне да го освојува просторот над нас. Сакавме по едно мало парче од нашите души да му подариме на нашиот убав град Струмица. Под падините на убавата планина Беласица, покрај жуборливите води на големиот водопад над Колешино, заедно дишеа поезијата и природата. Ке го видите тоа малку подоцна. Сакавме таа убавина да ја споделиме со сите, за да покажеме дека навраќањето кон поезијата на Блаже Конески значи навраќање кон врутокот од кој што сме создадени, а кој што дише заедно со убавиот силен македонски збор. Големиот Анте еднаш во една прилика запишал во песната Земјата и ти: кога ќе зачекориш низ македонскиот јазик, земјата се повеќе прилега на тебе, а ти на неа. Така Конески срасна со македонскиот јазик и со татковината своја. Така денес неговото име е синоним за родолюбие, во најчиста и најискрена смисла на зборот и неговото значење. Оти за Блаже Конески легендите, македонските легенди, македонските преданија не беа само фолклор, па и песните. Тие беа пораки од предците, од нашите предци, кои во себе носат кодови, чие откривање значи осознавање, лично, но и колективно. Легендите што подоцна ќе најдат обработка и во некои мои текстови, ќе рече Конески, јас не сум ги запознал од книги, ами сум ги слушал од старите во својата селска куќа. Во првото ми детство се присетува, уште тогаш преминала во мене стерна, страшната подземна вода. Затворен цитат. И навистина, колку пати стерна поминала низ нас, колку пати однела се што било засадено во нашите души, ги опустошила како град полетен пек. Стерната не престанала да боботи, да демне, чекајќи час да однесе се пред себе. Токму таа вода, таа страшна брана, како постојано да се заканува дека ќе пукне и ќе не однесе, ќе не расплоди на туѓа почва, на туѓо поле. Но Конески знаеше да ги именува нештата и состојбите. Знаеше да им даде име кое го барал низ подземните извори на македонскиот јазик и оттаму ги извадил на светлината на денот, за денес да бидат наш отчет, наш одвет и наша одбрана од нечестивите. Толку многу закатанчени вистини за човекот, за животот, за татковината, кажа Блаже Конески во својата поезија. Со една смиреност и молебден збор сакаше да ги опее сите копнежи и надежи на својот напатен народ. Па инвокативно знаеше да праша: Везилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна. Песна од копнеж и песна од мака.
ја насети, ја разобличи и ја кажа гласно трагичната судбина на малиот осамен човек, судбината на прогонетиот Елен Самак, чии траги постојано и потајно ги следат, како што велеше Конески, мизерни маршојади. Личното го издигна на степен на колективно доживување, на судбина, една заедничка за човекот, општо човечка. Конески на еден чудесен начин не крепеше да веруваме дека и малите народи раѓаат големи луѓе. Велеше, некој што подобро од сите нас знае какво треба да биде устројството на светот, очевидно решил дека покрај големите народи и јазици треба да има и мали народи и мали јазици. Затворен цитат. Токму ние малите во наводници растевме и израснавме доволно високо за да ја узнаеме вистината дека без малите камчиња ѕидот составен од големи камења не ќе додржи, ќе падне. Должни сме му на Конески, должни сме му да му кажеме, да му покажеме дека сепак не било туку така, што бил подложен на таков искус и на таква една мака, како што самиот знаел да каже. Тој ја споделуваше дилемата со сите поети, дали навистина поетите ја вршат најзалудната работа на светот. Така има една негова песна која што се вика Македонските поети. За по неговото физичко заминување, неговата поезија не ни стане свето писмо, во кое веруваме, пред кое тихуваме, пред кое молчиме, се молиме и се надеваме. Со неговата поезија животот станува полесен за живење, поподнослив. Оти некој пред нас кажал се, одживеал се и го одживеал сето она од што ние се плашиме. Се плашиме гласно да го кажеме. Трепериме и понекогаш сакаме да побегнеме. Во песната пословица вели: кога човек ќе загуби право на смеа и право да биде умен, да дели правда, да се прави важен и право дете и жена да сака, тогаш му останува правото да биде тажен, да умира од мака, да чемрее довек тој човек. И што навистина значи да се биде голем, а да не страдаш од творечка суета? Што значи да се биде најголем, а да се биде толку скромен и толку едноставен? Знаел Конески. Тоа е спознание, тоа е растење, тоа е мисија без чие завршување човекот не може да го напушти овој тажен свет. Тоа е еден богат, внатрешен, личен опит на Блаже Конески и, како што вели Ѓурчинов, за неговата спремност да се слезе до дното и да се упати поглед кон темните подземја на духот, што подмолно татнат под мирните поврвнини на животот, но кои на еден неотклонет и судбински начин го управуваат и дефинираат човековото постоење. Да се убие големината на Конески е самоубиствен чин, тоа го реков во една прилика. Но најубаво од сите нас го кажа нашата вечерашна гостинка, мојата, нашата професорка, почитуваната професор доктор Вера Стојчевска-Антич, која што својот, незиниот професор Блаже Конески го нарече пророк, го нарече траен изворник и го нарече джинот од Небрегово. Професорката Вера Антич, која што е автор на над 850 творечки единици, од кои 75 се коавторски и авторски книги, посебни книги. Токму таа, мојата, нашата професорка, за себе вели дека го прифаќа светот со смирени видувања, свесна за разновидноста на амбиентите во кои луѓето живеат во овој глобален свет, со вера дека еднаш или некогаш ќе победат позитивните цивилизацијски состојби и хоризонти. И токму таа, во своите книги ни го предочи Блаже Конески. Професорката Вера Стојчевска-Антич, заедно со господинот Свето Стаменов,
кој што е наш исто така вечерашен гостин, новинар, публицист и уредник во Македонското радио, се приредувачи на овој зборник што го гледате пред мене, а го носи насловот На враќања на Конески. Тоа е уште едно одолжување кон големиот великан. Вечерва ни се гости професорката Антич и господинот Свето Стаменов, луѓето кои на едно место собраа автори кои пишувале за Конески, автори кои дале свој придонес делото на Блаже Конески да продолжи, да зрачи и да значи. Овој зборник, првата своја промоција ја имаше во Куманово, меѓутоа наша е честа вечерва приредувачите на зборникот да ги имаме во нашиот убав град. И нешто што би сакала исто така да го најавам, а е во фаза на разговори, би сакале второто издание на овој зборник, кој што би требало да го носи насловот Повторно на враќање кон Конески, да биде издание на Општина Струмица и издание со кое што ќе биде многу поголемо од ова, но издание со кое што Струмица на некој начин ќе му се одолжи на Блаже Конески. И на крајот ми останува да се присетам дека денеска 25 јуни е денот кога е роден големиот Петре М. Андреевски, кој што ја кажа, ми се чини една од најубавите мисли за Блаже Конески, кога пророчки велеше дај Боже на секој 100 години да ни се раѓа по еден Блаже Конески. Со ова би сакала да го завршам моето кратко обраќање и на крајот само една мисла. Книгите недочитани, со ништата недосонувани, тоа ли беше животот? Таа беше дилемата на Анте Поповски, која што ние секојдневно си ја поставуваме. Ви благодарам.